Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е Бојан Маричич, национален координатор за европски интеграции во владата. Господине Маричич, колку новата методологија за проширување на Европската унија ќе го улесни или отежни процесот на преговори? Тешко е однапред да се каже каква ќе биде нејзината крајна улога или крајна цел. Она што на почетокот или иницијалната цел на оваа методологија е таа да го улесни, забрза процесот на проширување и да го направи посуштински и пополитички. Тоа значи дека бирократијата ќе има улога, меѓутоа политичките фактори во европските институции, особено државите членки, би требало да имаат поголема улога од онаа што имаат до сега. Исто така, групирањето на политиките, односно на поглавијата во неколку кластери, значи, да речам, групирање на темите по кои што ќе се разговара, но и нивно меѓусебно поврзување. Очекувам овој процес да одблокира сегашната ситуација, која што е неиздржлива за сите, и за државите кандидатки, и за државите членки, и за европските институции, а како ќе тече во пракса и каков живот ќе се даде на оваа методологија зависи од актерите, како и за сите досегашни, да речам, циклуси на преговори за членство. Колку е значаен Законот за јавно обвинителство за европската интеграција на државата? Законот за јавно обвинителство, како таков, како закон, никогаш не бил поставен како услов за почеток на преговорите во ниту еден, да речам, реформски план. Она што секој чекор кој што го правиме во насока на зајакнување на правната држава и владење на правото ни помага. И во таа смисла и беше неколку пати споменат од некои пријателски држави, од некои држави членки на ЕУ, во смисла на продолжување на борбата против корупцијата, високата корупција и организираниот криминал, во смисла на продолжување на случаите на СЈО пред суд. Во таа смисла беше значаен и во таа смисла мислам дека беа очекувањата. Не верувам дека зависи одлуката од овој закон, но ќе биде одлична вест и одличен сигнал дека Република Северна Македонија може и во оваков предизборен период да носи тешки одлуки доколку се работи за иднината на државата во Европската унија. Се изневерија ли очекувањата на граѓаните за борбата против криминалот и корупцијата? Сите ние очекувавме повеќе од правосудството во овој тригодишен период и сите очекувавме поефикасна правда, особено во делот на случаите на СЈО. Знаеме дека имаше тука и објективни, но и субјективни пречки. За жал се случи тоа и што се случи и внатре во СЈО, за жал имаше и влијание во самото правосудство. Тоа се излегува горе-долу на површина и во други актуелни случаи. Мислам дека ќе изнајде нашиот систем сила, има силна политичка волја кај сегашната влада, има силна политичка волја кај владеачките мнозинските партии кои што излегуваат на избори со, меѓу другото, и со таа програма, со тој дел од програмата. Мислам дека неизбежно ќе биде да се продолжи по истрајно и по храбро на тој пат, затоа што после донесување на овој закон за јавно обвинителство ќе треба да следуваат уште многу други чекори кои што ќе му дадат интегритет на судството и кои што на вистина кај граѓаните ќе ја вратат довербата дека може да се истера правдата и дека никој не е недопирлив и никој не е над законот. Тоа е суштинската борба во овој момент. Очекувате ли во март позитивна одлука за почеток на преговори со Европската унија? Пред неколку дена министерот Димитров рече дека кога ќе се изгорите на млеко, дувате и на јогурт. Мислам дека треба да сме предпазливи, внимателни и не треба да даваме никакви конкретни прогнозирања поврзани со датуми. Бидејќи во минатото тоа не функционираше, ние сме подготвени за преговори, ние ги имаме исполнето сите услови и сметаме дека сме заслужиле уште во октомври да добиеме одлука за почеток на преговори. Затоа ни е важно таа одлука за почеток на преговори граѓаните да ја добијат што поскоро, за тие да добијат вистински сигнал од Европската унија дека сите тешки одлуки во изминатиот период и сите тешки реформи на вистина вредеа. Тоа би била вистинска порака кон граѓаните, не кон било која политичка опција.
Затоа сметаме дека е за граѓаните важно час поскоро тоа да се донесе. Наместо поглавја сега има 6 кластери. Првиот, основни вредности, е најважен со фокус на владење на правото. Со него ќе почнат и ќе завршат преговорите. Дали тоа е знак дека Европската Унија смета од земјите кандидатки најмногу потфрлаат во оваа област? Искуството од претходните циклуси на преговарање укажува дека тие се темите, особено поглавјата 23 и 24, значи 24 правда, слобода, безбедност и 23 правосудство и фундаментални права. Тоа се поглавјата каде што државите имаат понатаму најголем проблем да ги одржат реформите. Тука се додаваат и демократски функционални системи и независно судство и така натаму. Од последните бранови на преговори, особено Бугарија, Романија и Хрватска, се покажа овие точки како најпроблематични. И затоа, како научена лекција, се ставаат во прв план сега. Мислам дека сме ние на добар пат, тоа е секојдневна борба, тоа не е работа која што се решава еднаш за секогаш, но мислам дека имаме доволно основа да веруваме дека ако продолжиме и ако го зајакнеме тој курс во правосудството, можеме да дојдеме до успешна слика која што ќе не направи, да речеме, успешни во fundamentals, во основите на првиот кластер на преговорите. Дали со новата методологија се дава сигурност дека во иднина една земја членка на Европската Унија не може да ја блокира државата за прашања кои не соодействуваат со условите? Системот на прием во Европската Унија од секогаш бил направен така да остава простор некоја држава доколку сака да направи проблем. На овој начин, што подетално и потранспарентно се воспоставува некој систем на заслуги, помали ќе бидат шансите една држава да блокира. Значи, ќе има потреба да се согласат повеќе држави дека навистина има проблем со некоја држава кандидат и да се суспендираат или блокираат преговорите или да се вратат назад. Меѓутоа, Европската Унија е клуб кој што функционира за одредени прашања, особено за проширување по принципот на консензус. И тоа се уште не е променето и искрено не ни верувам дека ќе се промени. Барем не во делот на проширувањето. Затоа треба да немаме илузии дека постојано ќе има можност некоја држава, доколку сака, да прави проблем. Наша задача е да работиме со сите, да ги пресретнуваме проблемите, да ги решаваме на време, за да не ни се случуваат блокади. Дали, например, се дава сигурност дека Бугарија нема да ја блокира државава доколку не прифати дека Гоце Делчев е бугарин? Мислам дека на таков начин резолутно не можеме да ги поставиме работите. Она што е важно со Бугарија е да го имплементираме договорот за добрососедство и пријателство. Во духот на тој договор е да заедно да прославуваме некои личности и мислам дека постојат и комисии кои што работат на тоа, политичките водства работат на тоа, и не верувам дека се работи за тоа да се утврди или признае дали Гоце Делчев е бугарин, туку многу повеќе од тоа како може да го направиме уште повеќе Гоце Делчев да биде символ на спојување, бидејќи за нас е секако многу важен македонски јунак, за Бугарија е исто така важен бугарски јунак. Мислам дека тоа е личност која што може да не спојува, би било навистина греота да не раздвојува. Целта на договорот за пријателство и добрососедство е да изгради доверба, пријателство и да од една страна се признае заедничкиот дел од историјата, од друга страна се препознае можноста за заедничка иднина. Секако не можеме ние да имаме дилеми меѓу нас на кој јазик зборуваме, како се чувствуваме и така натаму. Во 21 век тие прашања се навистина воопшто надвор од дискусија. Има ли државата капацитет не само да спроведе реформи, туку да направи вистински промени во општеството, што е суштината на новата методологија на Европската Унија? Силата на државата да спроведува реформи доаѓа од политичката сила која што ја даваат граѓаните, од политичката поддршка на граѓаните. Толку колку што граѓаните ќе ни дадат политичка сила да спроведуваме реформи, толку и ќе има реформи. Гледате дека е многу тешко кога се создаваат двотретински закони, особено кога имаме опозиција која што нема никаков искрен интерес да помогне на државата. Гледате дека е тешко тие закони да се спроведуваат доколку нема силна политичка волја од сите
партнери во парламентот, така што е многу важно да на изборите политичките сили кои што сакаат да променат нешто кон подобро, ја добијат политичката поддршка на граѓаните. Таа политичка поддршка ќе ни даде сила да навистина можеме да ги направиме неопходните промени, вклучувајќи ги и тие за Европската Унија. Секоја промена за Европската Унија ќе биде тешка и болна за нашето општество, но ние сме спремни да се бориме за нашиот интерес, без разлика дали се работи за земјоделие, дали се работи за животна средина или за внатрешен пазар. Должни сме да го браниме интересот на нашата економија, но секако да се прилагодиме на еден систем кај што сакаме да станеме членка. Колку од законите што се носат со европско знаменце всушност функционираат во пракса, а не само на хартија? Пак ќе речам, законите се носат и горе-долу се добри и може да се каже дека ги правиме сообразно со очекувањето од Европската Унија. Нивното спроведување зависи од институциите, но исто така и од приватните субјекти. Да речеме, една област како животна средина или внатрешен пазар опфаќа правила кои што ги треба да ги исполнуваат сите, и приватни субјекти, и институции, компании и така натаму. Значи не само институциите. Така што мислам дека тоа е едно ниво на свест кое што ќе треба да го достигнеме, но доколку јавно говориме за тоа, доколку работиме секојдневно на тоа и доколку ја сватиме важноста дека не можеме да имаме чист воздух ако сите заедно не направиме нешто за тоа, тогаш ќе биде попусто. Мислам дека имаме сила за тоа. Отвараме теми во последниве години кои што претходно никогаш не биле отворени или биле табу, и тоа е добар знак дека општеството созрева и дека е спремно за крупни прашања, крупни одлуки, и верувам дека ништо помалку не вредиме од било која европска држава. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и вам. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.